Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Каде сум јас? Господ ги сака луѓето и се грижи за сите нас. Он промислува како да живееме во изобилие, во хармонија, мир и напредок. За остварување на ова Бог ни даде закон по кој треба да се раководиме. Така секој човек со раѓањето Бог му дава природен закон, совеста, а ние пак во текот на животот преку воспитанието, школувањето, образованието, животното искуство, тој закон го усовршуваме. Но освен овој закон, Бог ни дал и надприроден закон. Надприродниот Божи закон се наоѓа во Библијата и Светото предание. Се вика надприроден затоа што бил откриен на надприроден начин, директно од Бога. Без негово откровение човекот сам не би дошол до него и не би имал знаење за тој закон. Надприродниот закон Божи се сведува на следното. Како што сакате луѓето да постапуваат кон вас, така постапувајте и вие кон нив. Тој закон е добар и е основа за човечките права и должности. Во него е содржано најголемото совршенство. Секој прекршување на Божиот закон со мисла или дело е грев. Гревот е најголемото зло во светот и е извор на секоја неволја. Гревот е како тешка болест, подмолен, разорен и смртен. Лек против гревот се верата во Бога, постот и молитвата, светите тајни, особено светата тајна покаяние или исповед. Покаянието и исповедувањето на гревовите треба да биде наша секојдневна навика. Премудриот Соломон рекол: зашто 7 пати ќе падне праведник и пак ќе стане. Овој закон Бог им го даде на луѓето преку Мојсеја на гората Синај, кој пак е познат како 10 Божи заповеди. Во првите 4 заповеди дадени се нашите обврски кон Бога, а во вторите 6 нашите обврски кон луѓето. Во 10 Божи заповеди содржани се двете најголеми заповеди и тоа: сакај го Господа својот Бог со сето свое срце, со сета своја душа и со сиот свој разум, и сакај го ближниот свој како себе си. Кога Мојсей после 40-дневниот престој на Синајската гора го донел законот напишан на 2 камени плочи, го покажал на луѓето и го прочитал. Тие го прифатиле со воодушевување. Но кога Мојсей повторно се искачил на гората Синај и се задржал подолго време, израилскиот народ се откажал од законот, откажувајќи се од законот, тие всушност се откажале од Бога. Направиле свој Бог златно теле, па играјќи околу него му се радувале, му се поклонувале и му принесувале жртви. Ќе се запрашаме, зошто израилскиот народ толку брзо се откажал од Божиот закон? Одговорот е во следното: затоа што тој закон бил запишан само на камените плочи, но не и во срцата нивни. Така било тогаш, но така е и денеска. Секој закон, верски или државен, ќе биде почитуван доколку е запишан во срцата на луѓето. Воспротивно, тој ќе биде само мртво слово на кое не му се придава никаква важност. Оти државата па и секоја институција и установа ќе бидат силни, јаки и богати доколку луѓето примерно ги почитуваат нејзините закони. Така е и во религиозниот живот. Верата ќе ни биде силна, цврста и постојана ако законот Божи биде запишан во нашите срца, ако живееме според него и го исполнуваме. Неисполнувањето на Божиот закон не оддалечува од Бога. Ако го отфрлиме законот Божи и не направиме место во нашите срца за Бога, тогаш неговото место во нашите срца ќе го завземат лажните божества, како кариерата во животот, сребролюбието, славолюбието, властолюбието и слично. И наместо на вистинскиот Бог, како израилците, ќе се радуваме и ќе играме околу лажните земни богови. Кои се божествата на денешниот човек?
Ако погледнеме од денешна дистанца, ние воопшто не се разликуваме од израелците во времето на Мојсија. Зошто? Па истиот тој Божи закон и денес нам ни се нуди. Црквата постојано не повикува да го почитуваме и да го исполнуваме. Зошто нашиот одзив кон повикот на црквата е толку слаб? Затоа што денешниот човек е преокупиран со разни други обврски од овој свет, а сосема малку посветува внимание на Бога. Погледнете само што ни се нуди преку телевизијата, медијата, преку разни списанија или преку компјутерски игри и слично. Колку простор се посветува на Бога? Ќе се согласите многу малку или никако. Ако се спомни името на некој државник, политичар, фудбалер или некој познат спортист, пеач или слично, луѓето масовно одат да го видат, да го чујат и со денови ќе зборуваат што кажал, како бил облечен, како ја шутирал топката, каква песна испеал и слично. Сето тоа ни го оттргнува вниманието од она што е вечна радост, а и од Бога. На тој начин ние несовесно и денес сами си креираме своји божества, ним им се поклонуваме и ги славиме. Често се случува кога во храмот се извршува Божја света богослужба, стадионите или некои спортски арени се преполни, а храмовите половина празни. Зошто е тоа така? Затоа што законот Божи не сме го запишале во нашите срца и затоа најпрво од се откажуваме од Бога. За се имаме време, но за Бога најмалку. Ако ги прашате луѓето зошто ретко се гледаме во црква на света богослужба, ќе добиеме разни одговори околу обврски со децата, носејќи ги на разни спортски активности, обврски околу други семејни работи, дружење со пријателите и така натаму. Сето тоа е вред, но потребно е секој христијанин барем еден час неделно да посвети и на Бога. Господ и денес не прашува, драги мои, каде сум јас во вашиот живот? Дали оставивте барем малку простор во вашите срца за мене? Дали сме размислувале некогаш, браќи и сестри, каков одговор ќе му дадеме на Бога на судниот ден? Сите овие спектакуларности во земниот живот, дружењето, богатството, славата, убавината, властолюбието, се од временен карактер. Сето тоа завршува тука на земјата. Но ако се здобиеме со богатство во верата, добри дела, милосрдие, боголюбие, човеколюбие, тоа ќе не однесе во вечен блажен живот. Тоа е она кога Господ Исус Христос ни советува. Собирајте си богатства на небото, каде што ни молец ниту рѓа ги јаде и каде што крадците не ги подкопуваат ниту крадат. Поради тоа што луѓето и денес прават своји божества од неважни работи, затоа се толку поделени, разбиени, недефинирани, изгубени, суетни и дволични. Наместо ликот Божи во нашите срца го носиме ликовот на земните божества како спортисти, глумци, пеачи, политичари. Денес во една личност побрегу ќе разпознаеме повеќе ликови, повеќе карактерни особини, што не е ништо друго туку дволичност или лицемерие, а кај малкумина ќе го познаеме ликот Божји или Христа. Зборовите Христови, ако ме љубите, пазете ги моите заповеди, важат и денес. Затоа ако само формално ги држите моите заповеди запишани само на хартија, тогаш нема да направите ништо и нема да успеете. Потребно е да ја почитувате мојата личност, моето евангелие и мојот закон, да живеете според него, исполнувајќи го во животот. Секој човек треба да ја доживее Божјата правда и љубовта кон луѓето, па дури тогаш во нашите срца ќе биде запишан евангелските закони. Секако ова не може да го постигнеме одеднаш, туку треба да се негува низ целиот живот и уште од млади години да се трудиме да ги исполнуваме Божите начела и да живееме според нив. Како што го одржуваме телесниот живот и со телесна храна растеме и се развиваме исто така, потребно е да го одржуваме и духовниот живот со молитва, со пост, богосозерцание и секојдневно напојување со Божјата вистина. Отстапувањето место за Бога во нашите срца е предуслов за нашето вечно спасение.
Боже, биди милостив кон мене грешниот. Амин.